Ми представува особена чест и задоволство денеска да се обратам на овој форум, со кој што практично мислам дека ќе ја најавиме 2019 година како година на економијата во Република Македонија и мислам дека нема подобар знак од тој да почнеме со еден ваков форум. Зошто го зборувам ова? Го зборувам бидејќи кога зборуваме за економија и за улогата на владата и на државата во економијата, таа е таа која што треба да обезбеди пред се неколку предуслови. Стопанството, за да може да се развива, бара два основни предуслова. Едниот предуслов е да има владење на правото, а вториот предуслов е да има стабилна политичка ситуација. За да има стабилна политичка ситуација, владата се посвети да обезбеди уште од првиот ден на своето доаѓање и првиот чекор во стварањето на таквата стабилна политичка ситуација беше точно подпишувањето на договорот за добрососедство со Република Бугарија, кој што се случи на 1 август 2017 година. Тоа беше првиот чекор со кој што Македонија почна да ги адресира своите дејности во регулирање на нерегулираните прашања кои што ги имаше со своите соседи во регионот. Тоа беше првиот чекор во кој што се обидовме да почнеме да обезбедуваме политичка стабилност, која што е првиот чекор кон економска стабилност и економски просперитет. Се разбира, тоа не е доволно и тоа беше само првиот чекор и точно затоа мислам дека е добро да и во првиот чекор за економскиот раст во Македонија повторно го направиме со нашиот добар сосед и добар пријател Република Бугарија и во тој дух го организиравме овој самит со кој што сакаме да покажеме дека како влади сакаме да го охрабриме стопанството да соработува повеќе и да има економски раст и просперитет во двете држави. Бројките после подпишувањето на договорот за добрососедство ни даваат право да очекуваме и да се надеваме дека тука има уште голем простор за развој. Бројките се такви да покажуваат дека во 2018 година трговската размена помеѓу двете земји достигна 695,2 милиони долари или тоа е раст од 16,95% во споредба со 2017 година истиот период. Тоа е огромен раст кој што мислам дека има тенденција да продолжи и понатаму. Уште една бројка мислам дека е многу карактеристична и важна, а тоа е бројката дека ако во 2011 година Македонија ја посетиле 17.000 бугарски граѓани, во 2018 година таа бројка достигнува 47.000 граѓани од Република Бугарија присутни во Република Македонија. Самото тоа кажува дека интензитетот на размена и трговија и транспорт на роби и стоки, а пред се, значи, присуството на наши граѓани во Бугарија и бугарски граѓани во Република Македонија ќе придонесе кон економскиот раст на двете држави. Она што е многу важно е дека овие бројки не се креирани еднонасочно. Значи не се тие бројки кои што го зголемуваат трговската размена само во еден правец, него бројките се охрабрувачки и во двата правци. Значи и извозот и увозот пораснале истовремено. Тоа значи дека двете економии почнале поинтензивно да се работуваат и се надеваме дека така ќе биде и во иднина. Со овој настан сакаме да отвориме простор и да покажеме дека има и политичка волја како држави да помогнеме тоа да се направи. Се разбира, владите не се тие кои што треба да ја направат реалната економија и да го направат значи да ја завршат работата на стопанствениците и предприемачите, но владата е таа која што треба да обезбеди услови да тоа се случи колку што може поинтензивно. Точно тоа како влада и го правиме. Денеска имаме ситуација каде што Македонија е лошо инфраструктурно поврзана со Република Бугарија. Значи, доколку сакате да патувате од Скопје до Софија, вас, иако е тоа само делница од 250-60 километри, ќе ви бидат потребни со автомобил 4 часа, а со железница е тоа невозможна мисија, бидејќи таа не постои. Практично не можеме да зборуваме
за развој на економијата доколку немате инфраструктурно поврзување. Затоа Република Македонија и владата се погрижија на овие проблеми да се фокусираме и да работиме интензивно. Во таа смисла сакам да информирам целокупната јавност, а пред се стопанска јавност, дека железничката линија од Македонија према Бугарија е веќе во изградба интензивно на првата делница, која што требаше да биде завршена во септември 2016 година, но таа за жал не беше завршена, но работите таму се интензивирани и сега очекуваме во период од 15 на месеци да биде завршена првата делница. Втората делница од Белјаковце до Крива Паланка со проценета вредност од 147 милиона евра е веќе тендерирана, во фаза е избор на изведувач и таа ќе почне да се гради. И третата делница, која што е впрочем и најтешка, бидејќи е во планинскиот регион, иако е кратка, од Крива Паланка до граничниот премин Ѓуешево, со проценета вредност од околу 350 до 400 милиона евра, е веќе проектирана и финансиските средства се договараат да бидат обезбедени и мислиме дека и таа брзо ќе ја тендерираме, но она што сакам да го кажам е дека не би можеле тие делници да ги изградиме доколку не ја имавме и поддршката на Европската Унија, односно преку West Balkan Investment фондот, каде што за втората делница, која што е сега, пред изградба, не добиевме 68 милиона евра грант, што отприлика е 45% од вкупната вредност на делницата, а исто таков грант ни е одобрен и за третата делница од оваа пруга. Освен железничкото поврзување, битно и патното поврзување, затоа веќе се избрани изведувачите за експресните патишта од Куманово све до границата со Република Бугарија. Откако ќе се излезе од автопатот во Куманово, би требало да се вози по експресен пат се до бугарската граница. Тоа е проект кој што е финансиран од страна на Светска банка и веќе таму изведбата на тие градежни работи ќе ги видиме во 2019 година како интензивна градба. Практично со тоа очекуваме дека побрзо ќе ги зголемиме, интензивираме. Практично таквите инфраструктурни проекти треба да бидат катализатори за економијата, бидејќи вие денеска ако сакате да имате пристап до пристаништата на Црното море или до пристаништата на река Дунав, вашата роба немате друг избор, освен да ја возите со камиони или железнички да одите преку други држави, што е апсолутно скапо. Ова е многу важно, поготово за дејностите кои што имаат голем проток на материјали, како што е, например, металургијата, руда, јаглен и така натаму, или пак на земјоделието, каде што треба да транспортирате жито и други роби кои што треба да имаат масовен транспорт. И мали разлики во цена прават големи економски ефекти и ја прават вашата економија поконкурентна. Секогаш се наметнува прашањето дали се тоа физибилни проекти, дали има доволно транспорт да таквите проекти се финансираат. Но одговорот на тоа прашање е, ако не се направат, нема никогаш транспортот и сообраќајот да се зголеми. Затоа, ние како влада цениме дека е прво важно да се направат инфраструктурните проекти, а тие сами по себе ќе донесат поголем сообраќај и тие ќе бидат основа или катализатор за економскиот развој. Но тука има едно дополнително прашање. Вие можете да инвестирате милиарди евра или, да речеме, во железничкиот и патниот правец према Бугарија за да се заврши, од прилика ќе треба да се инвестираат скоро милиарда евра, бидејќи железницата сама по себе ќе кошта некаде околу 700-800 милиона евра. Но тоа нема никаква смисла ако го скратите движењето на луѓето или на робата за 20-30 минути, а потоа да и луѓето и камионите или возовите по иднина чекаат на граница 2-3 часа. Ние мораме да ги надминеме и одредените административни бариери кои што постојат на границите и на премините. Во таа смисла денеска на нашата билатерална средба со вице-премиерот Дончев и отворивме една идеја да видиме и да поработиме на еден заеднички царински премин, доколку е тоа возможно, да
видиме како таквото движење, односно таквите застои административни да ги скратиме. Ние како држави пред се треба да ги детектираме местата каде е тоа што како администрација му сметаме на стопанството или го успоруваме и таквите бариери да ги надминеме. Сакам само да дадам еден мал осврт и на можноста за соработка во енергетиката помеѓу двете земји. Знаете дека Бугарија е многу по-енергетски независна од Република Македонија. Република Македонија е енергетски позависна од Република Бугарија и затоа сакам само да подсетам дека веќе подпишавме протокол и во рамките на Европската енергетската заедница од Виена, а тоа е да направиме спојување на пазарите на електрична енергија помеѓу нашите две држави, што ќе направи бенефити на двете страни. А ние како држава во Република Македонија ќе организираме дејахет или ден однапред пазар во рамките на систем операторот, а додека берзата би требало да биде споена и на тој начин да и македонската економија и бугарската економија имаат бенефит од таквото спојување, бидејќи ќе имаме пристап до еден поголем извор на енергија и до еден поголем пазар. Исто така сакам да најавам можност дека може да се соработува и на проектот за нуклеарната електрана Белане, но тоа е се уште во многу почетна фаза и треба да видиме како перспективно во Република Македонија ќе направиме одржливо снабдување со базна електрична енергија и мислам дека тука соработката со Република Бугарија може да биде од круцијално значење. Како што гледате, имаме многу теми кои што ние како држави пред се треба да ги решиме и сме на добар пат да тоа го постигнеме, пред се имајќи добра соработка, добра политичка волја од двете страни и со тоа да отвориме простор и пат за реалната економија да повеќе соработува, а тоа ќе го оставиме на вас, а ние ќе бидеме само влада која што ќе ги слуша вашите барања и ќе се обидеме да ги надминеме сите пречки кои што ќе ги имате во таа соработка. Јас за сега ќе завршам со мојата дискусија и ќе оставам повеќе простор и време за прашањата кои што се предвидени после нашите излагања. Ви благодарам на сите на вниманието.